Од понеделник 16 нови мерки ќе стапат на сила. Редари на угостителските објекти за да проверуваат вакцинален сертификат. Колку ќе придонесе оваа мерка за спречување на ширењето на COVID-19? Видете, генерално да ги оценам сите мерки до сега, најголемиот проблем со мерките е застареноста на истите во моментот кога стапуваат во сила. Прво, второ, за мене лично, јас не сум епидемиолог, меѓутоа нели делот од медицинска едукација е епидемиологија и од она за што сме тренирани сите, можам само да искоментирам дека е тежок нонсенс таквата одлука од повеќе причини. Прво, заради тоа што е практично невозможно на терен тоа да се реализира. Јас навистина не знам како би го спровеле. Второ, во овој момент она во што сме се повеќе убедени и сигурни е дека на жалост оваа мутација, оваа варијанта на SARS-CoV-2 може да се инфицираат и вакцинирани лица. Од тука самата вакцинација без почитување на заштитни мерки не е воопшто доволна за да можеме ние овој наплив на нови инфекции да го суспендираме, затоа што ние имаме случаи на позитивни со комплетен вакцинален циклус завршен, кои што се инфицираат и кои што можат да бидат и преносители. Значи, парцијална е мерката, како на жалост и повеќето од мерките што се носат, а особено ме загрижува тоа што е задоцнета. Значи, во оваа ситуација каде што имаме еден вакво масовно ширење неконтролирано на терен веќе, и каде што имаме за кратко време ќе биде доминантен и овој делта сој, ние толку многу е заразно да апсурд е да двоиш вакцинирани од невакцинирани, кога и едните и другите не во ист степен, да се разбереме. Невакцинираните може да се заразат многу повеќе од вакцинирани, меѓутоа сепак имаме практични примери каде имаме пациенти заразени, што ако примиме во локал еден вакциниран пациент кој што е позитивен, зашто и не е свесен, затоа што првите ден, два, три имаме и асимптоматски преносители, ќе се случат многу големи трагедии. По мене во моментот, тоест многу порано требаше да се превземат други мерки како контрола кој се влегува во оваа држава и со каков здравствен статус. Во тој контекст ми е следното прашање, дали ни е грешка тоа што не президовме, не ставивме Апсолутно да, ние го импортиравме неконтролирано делта сојот, заради тоа што Македонија на жалост од година во година на веќе наскоро ќе станеме земја кај што имаме помалку жители во земјата, а повеќе во диаспората. И си дојдоа многу нашинци тотално неконтролирани, ние не можеме луѓето да ги обвинуваме дека никој нема да зарази некогаш намерно. Чисто се сомневам у тоа, имаме пар инциденти каде што од неразумност се случија некои работи, меѓутоа државата беше и е директно одговорна за тоа што не се превземаа заштитни мерки како тестирање на граница и слично, нешто што цел свет го прави, ние го игнориравме. Сега веќе инфекцијата широко распространета, вчера колку имаше 600 и нешто инфекции, целиот тек и развој оди во една експоненција, да речеме, повеќе случаи ќе очекуваме. Од тоа ќе се генерираат и многу повеќе болнички лекувања, од тоа ќе има и лоши завршетоци на сето тоа. Да не се разбереме погрешно, за цело време лично јас, гледам и доста колеги разумно апелираат на тоа дека ова не е болест која што ќе направи масовни големи броеви на смрт, иако немавме малку до сега. Тоа е повеќе резултат на лош менеджмент на кризата отколку што е на нешто друго. Меѓутоа, социоекономскиот ефект, веќе ни се заморени медицинарите, народот е веќе преоптеретен психички и се луѓето растревожени и што е најбитно, дебаклот што се случи со вакциналниот процес. Значи, ние сега тераме луѓе да се вакцинираат со цел да спречиме пандемија која што е за некои 10-15 дена у пик ќе биде. Значи, доцна е сега веќе, ние многу порано требаше. А и построгите рестрикции на организирање настани од апсолутно, видете, ние во моментов сега кога снимаме, очекуваме еден од најбурните со однос на забави викенди да ни следи, а имаме 600 и кусур случаи само вчера, денес ќе бидат нешто повеќе, претпоставувам по некоја логична. А не е небулозно и тоа што политичари организираат на ден? Како не е небулозно, на жалост, јас еве не како лекар, меѓутоа како граѓанин на оваа држава сум безмалку убеден дека овие мерки се од 16 само за да заврши ова што викендов се планираше. Во ситуација каде што на примарното здравство 1 денар помош не е дадена за заштитна опрема или било што, ова му се трошат пола милион евра за некаква си прослава на нешто што не знам што славиме ние искрено. И од тука потоа не можеш да ги рестриктираш локалите и гостителските објекти. Имавме масовни журки с ношти и цел викенд ќе има. Тоа лошо ќе се одрази на крајната слика секако. Меѓутоа, не знам, јас чувствувам дека можеби ова е намерно некое оставање вакво што нема добро да заврши. Во секој случај, пак ќе кажам, зошто луѓето, не знам,
Тоа не можам да го разберам никако зошто на смрт се фокусираат. Тоа не е најлошиот исход. Фактички, меѓутоа, она што околу нас се случува е многу полошо. Повторно ќе има потреба од рестриктивни, многу посериозни мерки. Повторно е под знак прашалник образовната година и дечињата ни се најзагрозени. Ние години и пол живеевме во карантини и во рестрикции, се со цел да ја заштитиме возрастната популација. Сега гледаме недостаток на сочувство на возрастната популација према децата. До кога ние децата ќе ги држиме назад? Ништо не се презема околу организирање на просторот во училиштата. За неколку дена треба да почнат во школа, у свет пик. Навистина сме сите загрижени околу тоа дека ќе има масовно едно заразување на населението. Да, токму младите се сега во пикот, односно се повеќе млади се заразуваат, односно инфицираат со COVID-19, а и не е со лесна клиничка слика, туку ситуацијата се влошува. На што се должи тоа? Вака, во медицина да биде една теза или ако речеме аргумент некој издржан, мора да ја биде подкрепено со докази. Во моментот страшен е недостатокот на научно потврдени информации по однос на делта сојата. Сега се работат студии и некои испитувања, многу малку имаме потврдени информации. Она што обсервацијски го гледаме на терен е дека имаме веќе, да речеме, можеме да кажеме слободно дека исто се заразуваат и возрастни и деца сега. По однос на тежината на клиничката слика е неблагодарно да се дискутира сега во овој момент, бидејќи имаме и со лесна клиничка слика, нешто налик на настинка, течење на носе кај дечиња и кивање, кашлање, евентуално ништо повеќе од тоа, меѓутоа имаме и паралелно случаи со пневмонија кај деца, кои што се сериозно заболување во тие возрасти. Така да не сме да се занемари тој факт. Повторно ќе кажам, многу е погрешен пиарот. Пиарот е многу погрешен и сите многу често, многу грешки, стотици грешки круцијални се направија, што сето тоа резултираше со голема недоверба кај нашите сограѓани сите. И ова ќе биде една многу, пред нас предстојат неколку тешки месеци во кои што ќе мораме да најдеме начин да им објасниме на луѓето дека е навистина неопходно да дури повеќе и од лани овој период да се заштитуваат со маски, да не се ослонуваат само на вакцинацијата. Да, вакцинацијата е високо успешна во преку 90% од тешки клинички слики и смрт, меѓутоа за инфекција гледаме дека не е доволно заштитена. Гледаме примери каде луѓе вакцинирани со 2 дози повеќе 14 дена поминуваат со тешка клиничка, повторно се заразуваат, имаат тешка клиничка слика. Имаат, ама тоа се исклучоци. Да, дали треба да размислуваме на трета доза вакцина? Во мој став личен, по она што до сега го имам како научно презентирана литература прочитано е дека нема потреба од препорака за трета доза се уште, туку треба да го целиме таа трета доза евентуално да биде кај здравствени работници само. Дејќи ние сме најмногу изложени и на концентрации и на заразени луѓе, додека за општата популација во моментов треба да се дискутабилно е тоа прашање околу третата доза. Нема потреба да се наметнува, меѓутоа особено за мене е дискутабилно и треба оваа држава да направи еден научен консензус околу тоа која е нашата препорака за вакцинирање на прележани пациенти. Тука се отвараат многу дискусии и прашања, медицинските лајци поинаку ќе ги разбираат тие работи, имаме широка антивакцинална кампања како и сегде у светот. И штетата е огромна со ова што се направи сега со рестрикцијата на влез по гостителски објекти. Се створи еден огромен револт, јас ги разбирам луѓето апсолутно, меѓутоа би сакал во оваа прилика да искористам и да апелирам да не се мешаат политичките одлуки и политичкото делување на опозиција, власт, небитно на кого, со она што е медицина и наука. Значи мораме да се заштитиме сите затоа што крајно штетата ќе биде на нас, на народот, на пациентите. Политичарите си наоѓаат начини како да се справат со ова. И повторно ќе кажам, да не се ослонува народот само на вакцини, бидејќи вакцините беа дизајнирани за еден поинаков вирус од овој. Имаат ефект, меѓутоа немаат таква висока ефективност како што имаа на претходните варијанти. Делта сојав е нешто доста интензивно и страшно, огромна е. Степенот на заразност е драстично поголем од претходно, така да сега веќе, да речеме, доколку еден член во семејството се инфицира, скоро е сигурно дека сите други ќе бидат инфицирани. Што не беше случај, среќа не беше случај. И она што повторно треба да ги алармира луѓето е дека во едни вакви максимално високи температури на дворешни услови, висок еден индекс на УВ зрачење, ние имаме огромна трансмисија. Тоа треба навистина да не загрижи, бидејќи веќе негде од средината, крајот на август почнуваат постепено да се намалуваат температурите, ќе падне и УВ индексот, а тоа сигурно ќе придонесе за некое забрзување, какво и да е, мало или големо.
не очекуваат тешки неколку месеци. Повторно ќе потенцирам не од тоа што ќе умрат многу луѓе, напротив, од тоа што ќе имаме многу инфицирани. Секундарниот проблем е што тие што нема да имаат проблем со корона, а имаат хронични заболувања и сето тоа, ние сме веќе спречени, не можеме да третираме други заболувања. Чекаат пациенти за операции, чекаат за основни најбитни испитувања, нема место. Доколку утре се повредите во сообраќајна несреќа, ќе биде проблем каде да ве хоспитализираат. Значи не е само ковидот прашање.